Мултиталентираната, пејачка, актерка и водителка на емисијата Вечер со Тијана. Со ангажмани во Србија, но срцето останува во Македонија. Неповторливата Тијана Дапчевич, гостин во ексклузив. Вау! Здраво, дами и господа, да ви ја представам нашата единствена и харизматична Тијана Дапчевич. Фала. Добре дојде. Фала, дечки, поубаво ве најдов, подобро ве најдов. Многу ви убаво новото студио, да ви Многу ни е честитам. убаво. Да, многу ни е убаво Многу ни е нашето ново студио, многу ни е убаво кај нас на телевизија. Значи со причина се викаме 1 ТВ затоа што сме први. Иновативни И и први. и први сме и најгледани сме. Така е, Така дефинитивно. што таман си е името и многу е убаво студиото. Новото студио е прекрасно, но мојата сценографија каква? Ќе видиме, за тоа малку покасно ќе зборуваме. Здравје, Да. Боже, ќе правиме муавет Да. на таа тема. Деновиве видовме дека објави неколку фотографии на твојот Инстаграм профил, те следиме на социјалните Да, малце мрежи. за голица машта. Снимаш нов спот. Снимив Снимив нов спот. нов спот, спотот е снимен, моментално е во монтажа. На моје огромно задоволство и среќа, спотот го за песната Километри. Го правеше, го прави Storyteller продукција, која што иначе они се уствари човекот што е главата на таа продукција е скопјанец, Антонио Павловски, мој голем пријател, инаку белградски зет. Ја мислам дека го има негде на фотографиите. Песната е, иначе, на македонската јавност е веќе позната. Излезе во април оваа година, непосредно пред Великден. Јас ја слушнав во кола, во моментот кога влагав во Скопје, за Великден доаѓа во Скопје. Така. Километри на Владко Лозановски, инаку композиција на Лазар Цветковски и текст на Ена Цветковска. Тимот што победува не се менува. Апсолутно. Моја прва соработка е со Лазар и прва соработка со Милан Милетич кој го направи текстот за Километри кој што го препеав на српски. Не е препев, ама пак зборува за тоа што стално на некого нешто, некое му фали. Имаме, сведоци сме на тоа дека и не само во оваа земја и во земјата каде што ја живеам и творам веќе 18 години, сите живеат во минатото. Никој не гледа што ќе се случува во иднина. Мислам, ни иднината не постои, постои само сегашноста. Ајде да живееме за моментот, ама ете, тоа го опеав. Инспирацијата не познава граници. Апсолутно. Ја мислам дека добра работа направевме, добар спот направевме, добра песна направевме. Одличен тим. Ја мислам дека после оваа песна ништо нема да биде исто. Сериозно? Да. Значи такви се очекувањата, големи. Големи. Не само мои очекувања, него на сите што ја слушнале, што имале прилика да ја слушнат песната. Дали стана збор само за една локација до ова сега што видовме или? Ова, да, неколку локации се конкретно на една локација. Значи, Делибладска пешчара е у прашање, на 50 километри од Белград. Стварно сум највише сум благодарна на Лозановски што тој тогаш прв пат кога ја слушнав песната, што викаат србите, на еден се заљубив и веднаш му се јавив во моментот кога ја слушнав песната. Во април одма кога излезе песната веднаш. Владко, што е ова, кога излезе? Вика, пред 5 дена излезе. Чива е песната? Вика он, па налазе бебе. А дали тебе ќе ти биде проблема која тоа го препеам и го препеам на српски, да направам нова приказна? Не вика, само ќе ми биде задоволство и среќа ако ти тоа го направиш, така што Владко има еден момент каде што и Владко го пее во песната, во оваа новава. Со тебе? Да. И какви се неговите реакции? Да. Уште не го слушнал тоа. Уште не ја знае песната? Не, јас Кога знаем ќе песната видиме? на памет, да. ама не ја слушнал оваа верзија. Може и ја слушнал. Кога ќе можеме да очекуваме премиерата? Непосредно после 30 септември.
Се нешто по 30 септември е работела. Тука сме близко, сме дефинитивно, да. Во монтажа, па сега ќе видиме. Добро. Сега направивме една игра со тебе. Абе, Затоа што што ти збори? си водителка, ти си пејач, ти си мајка, ти си актерка, ти си... Прекрасна А да, личност. инаку највише сум заради тоа во Македонија. Почнува да се снима трета сезона На Преспав. на ситкомот на серијата Преспав. Ќе се снима цел октомври, ќе почне да се емитува негде крај на ноември, почеток на декември, се уште не знам. Ама во секој случај највише сум заради тоа тука. Значи ќе бидам на сет следните месец дена од Сабајле. Доста Добро, ангажмани. пред да започнеме со играта, како се снаоѓаш со толку ангажмани? Па знаеш како, со добра организација се е можно. Така. Па и тоа. По старото правило, ако се сака, се може. Апсолутно, така е. Така, ние тука Стефан? имаме еден сат, јас ќе морам да Имаме ставам Имаме драги нешто за гледачи. тебе подготвено, едно прекрасно. Тука има предавање, ливчиња, така. предизвик. Ти ќе си погледнеш во ливчињата, тука се напишани неколку имиња. И јас Ајде, ги Стефано, напишав, бе. а ти треба да одглумиш на свој начин. Да го одглумиш ликот кој што ќе ти погледни се првото, да погоди, видиме кој ќе се например, во падне. липчето кој што го Јас пишува. имам мој фаворит да видиме ликот. дали ќе ми се оствари желбата. Кој Покажи, е прв? покажи, мора да Кој е знаат прв? гледачите. Марија Марија Шерифовиќ. Шерифовиќ. Како можеме Марија да имитираме? Брале, ајде да почнеме више со овим снимање, мисли, стварно нема смисла. Оно као, брале, ајде, мисли, оно као морам да идеш. Оно као. Мисли, ало бре, ајде да снимамо! Морам да призам дека таки беше. Таки беше кога ти беше Браво. првиот гостин или Да, на Марија, вечер со да, Тијана. Марија ми беше прва гостинка на вечер со Тијана и убаво го ја почнавме таа сезона. Така што Имаш три. Две треба да уште одбереш, две, да. уште две. Ајде да Ајде, видиме мојот што Марија фаворит да ми се Шерифовиќ е исподи погодена, желбата. да видиме кој е второто. Покажи, покажи. Не кажувам, они нека Да приметите, да. Еве Нина да погоди, јас видов. Ја не можам, ајде да видиме прво. Да ти кажам, мене мама Дивна увек говорила на време да сам ја најлепша, да сам ја најболја, знаеш. И сад, ето Дуле, сад и потписал за кино, ја немам потребе уопште да певам, али ето ја Мико то волим, па. Карлеуша е прашање, Карлеуша. никош не сум ја емитирала, ама единствено што е интересно кај Карлеуша што стално ја спомнува мама Дивна. Која што е стварно мозак целе операција. Добро, Карлеуша е потешко да се имитира. Да. Ако не го отвориш мојот фаворит, јас ќе го најдам. Или јас ќе А ти не кажам. може така. Ова Ајде е да талјат. видиме. Тањо, Не наместено. Дритон, Не. ама ја не знам, ја не сум од овде, ја од Тетово сум, од Джепчиште сум. Ја немам појма, не знам што се случува сега, не знам. Дали ти Ула, газда Ула, каде е Коста? Дали си го гледала? Дали си го гледал газда? Мојот фаворит сега четврт морам. Значи морам тука е Ајде. запишано негде, ама ете Може не. Еве, се ја едно го по едно. не отворам. Како ти тргна работата? Ете го, се погоди. Ништо не е местено, се погоди. Види ова. Па добро бе, девојче, каде така со тие штикли у башта? Еви, Чекај само. Поли се. Сега ќе се јадам, ја да видам. Ало? Да. Мадона? Мадона? Шо ќе кажеш ти за ова? Па нормално и Мадона кажува свето. Крштени Ќе ти се крштени. пукне душа. Ќе ми пукне душата. Сестро Судбино, ќе ми пукне Нема душата. потреба да се објаснува добро препознатливиот наш. Сергеј Варошли, Сергеј one and only. Тијана, ќе се навратиме малку на еден емотивен момент. Ќе те прашам дали имаш навистина време за себе. Појдено тоа дека моментално си ангажирана околу талент шоуто, никад не е касно, така? Па не, ангажирана сум од време на време. Жика Јакшиќ, иначе мој многу голем пријател кој е инаку автор на тој е инаку прогласен за најгледан формат од продукцијата Гранд. Затоа што се грижи за тие луѓе кои што немале можност да пеат, а прекрасно пеат, значи 45 плюс. Од време на време сум дел од жирито. Бев во првата сега епизода од четвртата сезона, така што секоја втора епизода ме викаат да бидам. Јас сум, како рече Жика скоро, ти си стални домачи гост, жирија. Така е.
Така што имав прилика да те многу погледам често, да. во едно издание, прекрасно изгледаш Да, и што фала ти. понака објективни коментари даваш, што навистина. Но не, јас сум правична и објективна. Реално. Мислам, не сум тука да ги карам тие луѓе кои што имаат прекрасни... По тоа се разликува тој формат, затоа што на тие луѓе кои што се 45 плюс имаат посебни приказни и не мораш да имаш потпуно другачи пристап на коментирање, на не само пеење. Мислам, тука не се оценува само пеењето. Туку и храброста што после толку години дошле да пеат. Да се представат. Покрај тоа талент шоу никад не е касно или на нашин или никогаш не е доцна. Твојата улога продолжува нели да се ангажираш и во Преспав. Да. И на крајот од денот завршуваш со нашата емисија во твојот втор дом, вечер со Тијана, кој што треба наскоро да почне. Имам обврска да им појаснам на сите луѓе кои што ме запираат на улица и ме прашуваат добро кога ќе почне вечер со Тијана. Еве ви почна новата сезона, ти кога ќе почнеш? Па сите те чекаат нормално. Сите очекуваат, знаеш дека добро шоу правиш, да. За ненормално кратко време стана многу гледана таа емисија. Одличен концепт, дефинитивно како да не стане. Апсолутно, почнува од 10 ноември, значи втората сабота од ноември. Полно оправдано, затоа што ја не може физички и ментално да стасам, да почнам да работам заедно заклучно со почетокот на новата сезона. Така што од 10 ноември ќе имате можност да гледате вечер со Тијана на каналот на 1 ТВ. Толку врски фали ли Вук? Не, љуби га мајка, имаме таков договор да, сега рецимо конкретно за Преспав, ќе бидам тука месец дена, он секој викенд ќе доаѓа со татко му. Да. Он ќе доаѓа секој викенд. Мама, немој да се секираш. Па немој да си тужна. Па долази че јас сваког викенда. Па ја не знам чему е проблем. Пошто јас, да. Малце бев ни ваму ни таму пред некој ден кога тргнав на кај Скопје. Века, мама, ја сакам да доаѓам, префрло е на пошто и македонски збори. Префрло е на македонски збори. Јас сакам да дојдам во Скопје, па ќе дојдам во Скопје. Има ли талент на мама нешто? Има, многу е музикален. Да? Многу е музикален. Ама у исто време сака и баскет, и фудбал, и пливање, и спорт, што е супер. Сега имам изненадување. Зара? Што имате? Изненадување. Да, токму и тоа беше прашањето, сакав да ти го поставам. Со оглед на тоа што имаш премногу ангажмани, како ме погледна? Сериозна е. Не се плаши, убаво изненадување. Добро. Дали чувствуваш дека пропушташ некои моменти како мајка во животот на Вук? Па, пази, и тоа се учи. Па ќе се надоврзам. И тоа се учи. Имав моменти да осеќам грижа на совест, што не сум доволно со Цуле, ама се научивме и он и ја да времето што го поминуваме квалитетно. Значи на нас не ни е битен квантитет, на нас ни е битен квалитет. Така што секој можен слободен момент го поминувам не само со него, него и со мојот постар син, со Милан Дапчевиќ. Ја имам 2 сина, знаеш. Така. 2 деца имам. Така што да го поздравиме и квалитетно го поминуваме времето, така што не ни е битен квантитет, туку квалитет. Сега кога веќе темата Вук, имаме изненадување. Абе, дали го снимивте дете? Дали сте вие ненормално? Предлагам од режија да ни го пуштат Ајде, видеото, режија. кое што верувам дека ќе остане. Абе, што збо? Што се случило? Ова е вчера снимено. Волим се. Уште. Имам се мате, лади. Волим те. Лепо се проведи на снимање. Што рече на крај? Лепо се проведи на снимање. И дека те сака, па како? Голема благодарност до Тамара Тодевска, таа ни го Да, возможува. Тамара ли го возможи да, ова? да. Срце мое. Убаво Ама изненадување, добро сте, нели? да, фала многу. Вук е сега од тие години полека влага, сега не знам дали знаете, али децата многу порано потенцијал влагаат за у актер. пубертет. Да, многу глумец, мајки. Ама влага у пубертет и тоа му е све смор, кога Интересно, треба нешто да. се снима, кога треба нешто се ова, она. Не сака да се снима? И за да биде интересен, он е сега што ме малтретира, Ама си седи пред екраните да гледа.
Да, редовно. Така. Редовно. И Ја сега кога гледам. тргна вама, Доро вика, што идеш да снимаш сега? Вечер со Тијана или преспав? Ај вика, кажи им на тие да дојдам ја, вика, да ми најдат некоја улога. Не, улога, да игра. види. Во епизода. Ете, Вика, има. мора на македонски. Па знам македонски. Замисли да ја почнеш новата сезона вечер со Тијана со Вук. Па моци Мака ке си. дојде, нема проблем. Си нема проблем. За втората сезона со Тијана уште малку да позборуваме, дали ќе има дали ќе може да продолжуваме се со ист очекува, да. концепт или нешто различно? Има новитети. Нешто да ни откриеш? Не, ништо не Ништо ли? откривам. Не откривам Не ништо. откриваат, не сме интересни. Не откривам ништо. Нешто, драги гледачи, ќе мора да гледате од 1 ноември. Малку е вон секоја памет да кажем кои се новитетите. Сепак останува ликови од балканска естрада, Апсолутно. нешто И од домашна. Србија, и од природно и од Македонија, и од Босна и Херцеговина, и од Словенија, и од Хрватска. Ќе имаме доста добри гости во следната сезона. Тијана, многу ти благодариме што ни прифати нашата покана да бидеш. Многу ви фала што ми се јавивте, што Гостин Василија во вчера својот се дом. јави, само да ви кажам, вашиот уредник треба да му изградите споменик. Значи, Еве, на Васко тука не Спасовски гледам. да му Позади изградите камерите споменик. дефинитивно треба. Васко Спасовски Треба. вчера се јави, не, како слушај се ово. смее. Васко Спасовски ќе дојдеш, те молам, дојди до 5 да се видиме, да испиеме кафе, да си се нашминкаш и све. Немој да ме испалиш. Мене ли бе, викам, дечко? Не смешто, а никогаш Јавој, не, повеќе. и се, ја Никогаш да ти повеќе. испалам. Господине Васкове, молам. Ја ли да те Наше испалам? дете, И денеска вика. се јавој, вика, ја на пат навака, 10 до 5, извини, кај си? Викам, кај Сашо Палас. Добро, јас само да ти се јавам. Добро. Он има уплав од другите Океј, да, гости, да, да. он има уплав. Тоа од мене не може да го добие, само виша сила може да ме спречи. Ништо. Да ми падне сакција на глава, па да дојам ексклузив. Да се Ислам, наша. дај. Дефинитивно мене ми е многу криво што не можеме да позборуваме повеќе, но Па добро, живо здравје. може, ама Тука си ќе кај има, нас има дома, пак. ова е Да. твој дом, наши дом. Наш Ќе ми дом. дојдете вие у емисија. Ке си се Нема проблем. Ќе ве угостам, Дружиме, тоа ќе си имам во бидеме. план да ве угостам и вас, и Сергеј, и сите луѓе што се врзани со од забава, Наши, конкретно ваши. да, од шоу бизнис. Шоу бизнис, фешн and така, friends. ќе не критикува и така. Да. Ќе бидат нули. Ќе се облечеме Не, убаво. само ја само го чекам, ја едва и чекам да го видам, иначе највише него сакам да го гледам и вас. Многу ти Супер. благодариме што Фала ни беше многу ни е мило. гостин и ќе те очекуваме со новиот спот, нели за песната која што се најавува долго време. Тука да ќе видиме бидам и како ќе ви дојам звучи. пак на гости. И Може. така, заедно со Дефинитивно. Стефан ќе ту гостиме повторно во нашата емисија. Ти благодариме. Многу ви благодарам и јас на вас. Благодариме на нашите гледачи кои што не дружи од самиот почеток и секако со Стефан тука ви кажуваме чао, меѓутоа и во очекуваме утре во истото издание 18 часот и 15 минути во ексклузив. Пријатно. Пријатно.